сега потребно е обвинителството да се изврши работата на професионален начин, онака како што треба, да се искочи вистината на виделина. Тоа е едно. Второ, факт е дека има корупција секаде. Факт е дека ние зборувавме, ги опфативме буквално сите сфери, сите сектори во општеството и дадовме проценка на ризици кои што може да се случат и своји мерки и препораки. Дали било тоа преку пријави, од кои што сме регистрирале појави во општеството, дали преку националната стратегија, каде што дадовме 160 и кусур препораки, значи делувавме на некој начин, па еве и за ова што е сега со Кочани, значи ние ги третиравме скопските кафулиња и такви клубови. И кажавме кои се ризиците таму и зашто не ги исполнуваат условите, инспекторите им дозволуваат да работат. И дадовме како превентивен орган, значи постапувавме во таа насока. Прашањето беше колку останатите имаат слух тоа да го чујат. Меѓутоа, граѓаните треба да бидат свесни дека сите ние сме државата. Значи сите граѓани се државата. Така? И дека корупцијата со еден човек не бива. Значи мора да има уште еден. Значи секој граѓанин која ќе биде повикан да го игра тоа танго наречено корупција, ќе рече не сум ја за оваа игра. И секој може да си даде свој придонес. Јас знам и сум уверена затоа што имам комуникација со луѓе кои што се со интегритет и сум уверена дека оваа земја има капацитет да излезе од ова, да бидеме орелот што ќе си направи нови крил.